Изминативе неколку недели една вест го разбуричка светот на автобизнисот. Се разбра дека Volvo ќе се откаже од поголемиот дел од своето учество во Polestar и ќе ја предаде компанијата на целосно управување на Гили. Иронијата во ова е што и самиот Volvo е во собственост на кинеската компанија и на прв поглед изгледа дека сето ова е само претурање од шупло во празно. Но не е така. Во изминативе деценија и пол Гили се покажа како сериозен инвеститор кој мисли и работи на долги патеки. Како приватна компанија тој е собственик на многу марки, освен Volvo, меѓу другите и на Lotus, лондонскиот такси и малезискиот Proton. Стратегијата што незиниот основач Ли Шуфу ја примени беше да не се меша во развојот на своите компании, поддржувајќи ги единствено со парите што можеше да ги одвои за нивните планови. А тие не беа мали, бидејќи Гили добро заработува, толку многу што почна да лансира и собствени сателити во орбитата. Така и Polestar, од некогаш надворешно тркачко оделение на шведската марка, пред 7 години стана низина премиум дивизија посветена на електричните возила. Во позадина на сето ова пак технологиите се развиваа заеднички, а производството на возилата се организираше таму каде е поисплатливо, што само по себе подразбира во Кина. Како реакција на одлуката на Volvo да отстапи 2/3 од собственоста на Polestar, акциите на шведскиот производител пораснаа за исклучителни 26%. Што се однесува до самиот Polestar, првиот модел беше лансиран 2018 година. Се работеше за скапо луксузно купе со хибриден погон, направено на основа на концептот Volvo од 2013 година, чие производство беше ограничено на само 1500 примероци. Вториот модел следеше 2020-та, а 2 години после тоа Polestar беше листиран на Њујоршката берза со предвидување дека компанијата ќе достигне профитабилност во рок од 3 години. Но тоа нема да се случи, бидејќи Polestar лани испорача само 55.000 возила. Затоа пак веднаш по официјалното објавување на веста за разводот од Volvo, компанијата од 12 интернационални инвеститори доби вкупно $950 милиони наменети за натамошните фази на развој на возилата.